Македонија веќе достигнува рекорди по цените на лебот и на регионално балканско ниво, но тоа само ги плаши граѓаните. Стравот, народски кажано, е дека ќе се трпи за леб, додека во Србија цената на лебот која е замрзната и е околу 29 денари, Македонија се приближува кон цените во Грција, каде достигнува 50 на денари. Со толку големо зголемување на цените, народот ќе дојде ред и да трпи за леб, фактички мора нешто да се промени во државата. Сепак мислам дека лебот е нешто неопходно, така да сите колку и да расте цената ќе мора да го купуваме, меѓутоа во секој случај поскапувањето влијае многу, се одразува врз стандардот на граѓаните. Тешко е, зима си доаѓа, не знам како ќе се надминеме на овие ситуации. За лебот па мора да се јаде. Имаш, не имаш, мораш да се снајдеш некако да се најадеш. Има луѓе што стварно немаат ни леб да купат како што растат цените, што стварно ќе патат за едно парче леб. Во ситуација кога Македонија е зависна од увоз на пченица како суровина за производство на леб, особено е важна стратегијата на државата за долгорочно планирање и обезбедување на таквите ресурси, со намера во време на криза полесно да се помине, велат универзитетските професори. Државна рака или државна контрола треба да има на тоа, бидејќи е основен, мислим, лебот е многу чувствено за граѓаните, мислим треба и бизнесот да се разбере, меѓутоа и државата да има влијание, дали со олеснителни данокот или другите субвенции. Според податоците на стопанските комори, потребите на мелничките капацитети во Македонија се околу 330.000 тони лебно жито, а произведуваме 250.000 тони. Остатокот треба да се увезе.